Литературната книжевност представува уметност на пишаниот збор, потиснатите емоции, радоста и тагата, напишани и искажани од самите автори. Креативните идеи, приказните од секојдневието, секој автор има своја ремек дело. Во македонската литература можеме да се пофалиме со доста многу автори кои творат за читателите. Една од нив е авторката Драгана Евтимова, која одамна се занимава со оваа професија. Со уписот на факултет и уписен кружок Мугри, со размена на своји идеи и песни од голем број на ентузијазми. Со тоа се роди незината желба за издавање на книга. Исто така и преведувач за словенички јазик и литература, со голем број на објавени преводи. Тематиката на незините книги е... Не пишувам наменски за, за татковината, за природата, за одредени работи. Тоа е една медитативна состојба во која што вие веројатно во собствен грч потоа ги исфрлате своите емоции во пишан стих. Соработка со Владимир Лукаш, со кого шират поезија, достапна за секој љубител на пишаниот збор. Па дали во иднина да очекуваме нов проект? Да, Шири поезија не страф е еден проект кој што се е формиран во ноември 2015 година од малтишкиот авторот од Малта Антоан Касар. Потоа самиот автор предложи да формираме и македонска Facebook страница за да видиме всушност дали ќе имаме од страна на публиката и читателите интерес. Потоа со Сдруженијето Фуснота го основавме и сајтот Шири поезија не страф, во кој што се објавуваат автори кои што се од поновата генерација. Целта беше да биде достапно, бидејќи знаеме дека сите сме на интернет, сите користиме интернет и сите сме информациите ни доаѓаат преку социјалните мрежи. Сакавме прво да направиме таков увид, односно да дојде поезијата до поголем број на читатели. На прашањето колку ние цениме македонската книжевност, дали има голем број на млади автори и дали кај нас има голем број на автори кои преведуваат од странските јазици, Евтимова вели дека има доста број преведени книги како на унгарски, грчки, италијански и словенички јазик. Работи со голема инспирација и задоволство, што секојдневно осознава нови книжевни дела. Па имаме автори кои што би можеле да ги прочитаме, и да ги и достапни ни се. Може би и фали читаност на македонската и поезија и проза, не може би толку сигурно. За повеќе и да ја цениме и повеќе да ја запознаеме. Преводот е една креативна работа која што бара прилично концентрација и да се дадете во сето тоа. Но кога нешто работите и тоа го сакате, не е никаков терет. Имаме застапеност на словенички автори во Македонија, например, Наташа Крамбергер, таа беше авторка која што доби Европска награда за литература и беше преведена на македонски јазик и ја преведов јас таа авторка. Дојде авторката во Македонија на еден фестивал и Алеш Чар, Душан Чатер, има прилично автори кои што се застапени, има и исто така и детска литература која што е преведена од словенички на македонски јазик. Има интерес за превод на литература и се преведува. Многу идеи и многу планови, така да не знам дали сите би ми се оствариле. Веројатно уште некој превод. Евтимова со многу надеж и работа кон посокуваната цел.